gentlemen. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And not the world, please be true, da 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 dum. And not the words, baby, kiss me. Mwah. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Скапите работи, скапите одела, скапите часовници и скапите автомобили не те прават джентлмен. Но дефинитивно доброто однесување, читањето добра книга, слушањето добра музика ќе те направат подобар човек и подобар джентлмен. Ние имаме многу квалитетни музичари, а денес со Gentleman магазин е еден од најдобрите светски, а наш. Останете со нас за да видите за кого станува збор. Дали некогаш сте се запрашале што точно значи поимот Jet Set? За повеќето луѓе, кога ќе го слушнат овој поим, веднаш помислуваат на некои познати пејачи или познати старлети, но всушност тоа не е точно. Jet Set-от е поим кој има англиско потекло и со кој се представува посебна група на припадници на високата класа или отмено друштво, чиј животен стил се карактеризира со чести патувања до екзотични локации или јавно уживање во луксус и забава, недостапни за повеќето луѓе. Овој израз за прв пат се слушнал во 1950 година, кога се појавиле првите комерцијални авиокомпании кои нуделе линии до интерконтиненталните дестинации, кои во тоа време биле недостапни за просечен граѓанин на западните земји од финансиски причини. Поврзаноста на Jet Set-от со авионите и патувањата можете да го видите и од самиот поим. Првите членови на оваа група биле луѓе кои не сакале да се појавуваат на јавни места, како што биле рестораните и ноќните клубови. Джетсетерите во тоа време можеле многу едноставно и брзо да патуваат со авиони до најголемите метрополи, како што се Њу Јорк, Лос Анџелес, Париз или пак Рим, а истовремено да ги посетат и најекзотичните места како што се Акапулко, Француската ривиера, Бермуди, Ница, Кан, Сен-Тропе, Портофино и така натака. Некаде во 1974 година и грчкиот остров Миконос навлегува како една од најпопуларните дестинации на светскиот Jet Set. Првата генерација на луѓе од Jet Set-от, која била во можност да помине викенд во Париз или Рим, само за да присуствува на најексклузивните забави и настани, најдобре прикажана од страна на Федерико Фелини во неговиот филм Сладок живот или La Dolce Vita од 1960 година. Во тоа време, навистина ретко кој можел да биде джетсетер. Тоа биле првите луѓе кои ги посетувале најубавите места во Европа или пошироко во светот. Како што кажавме, на почетокот джетсетери се оние луѓе кои не се многу социјално активни, а се секогаш и секаде на најголемите случувања. Нивниот живот се карактеризира со луксус, патувања, со работи недостапни за повеќето луѓе. Кога авионските патувања со млазни авиони прераснаа во масовен феномен, достапен и за средната класа, терминот Jet Set се уште остана. Разликата е во тоа што денеска луѓето од Jet Set-от користат луксузно опремени приватни авиони за целите на патувањето. Во последните неколку децении, терминот Jet Set се шири се повеќе низ целиот свет, дури на нашите простори. За да може некој да биде член на Jet Set-от, доволно е тој слој од општеството да има доволно финансиски средства, за да се препушти на годишни одмори во скапи летни одмаралишта, дури ако патува со други превозни средства, а не само со авиони, например јахти, ексклузивни бродови, хеликоптери и слично. Во здраво тело, здрав дух. Со здрав дух, квалитетен живот. А за да го постигнете тој квалитетен живот, нормално треба да негувате добри навики. Слушајте добра музика, читајте добри книги. Дарко, добре ми дојде. Добро ме најдов. Како си? Одлично е. Некако чекавме сите корона, заврши се, надевам дека е последен период незин. Со последни сили се бори да опстане, се надевам дека ќе победиме и ќе се вратиме на добрата музика, на добриот живот, на се што не прави среќни.
Така да се надам и оваа година ќе забравиме побрзо. Конечно, мислам дека е почеток на крајот за таа корона. Дај Боже. Конечно. Работиш повеќе од 30 години, Дарко. Од каде е толку музика во твојата глава? Па искрено ја не ни планирав дека прво ќе почнам музика да се бавам, така случајно почнав преку од тие рани 90-ти години, 90-та година, сосем случајно навлегов во музиката, иако дома музиката свиреше 24 часа. Татко ми и целата моја фамилија се музичари, некако така навлегов и не ни планирав, мислев, играм ово меѓу време нешто, една песна и од првата песна што направив Отвори го пенџерчето со нулта позитив стана хит. И некако се заразив, како да кажем, Да. ми стана како игра. Некако, бидејќи ја музиката не ми е професија, тоа е као да си глумец, а да ти е професија. Не, треба да уживаш у тоа. Ако не така. уживаш, ќе бидеш ќе идеш секој ден на работа за да го поминеш побрзо денот, за да си дојдеш дома да правиш тоа што сакаш. У било која работа што ја работиш, така да мене музиката ми е буквално една игра и најверојатно 30 години кога играш интересна игра, се уште не ми е досадено, а се чудам и ја како уште играм, искрено. Баш ми е мило. Не очекуваше дека ќе станеш кога ја правеше Отвори го пенџерчето, еден од главните диктатори на музиката на Балканот, еден од најуспешните продуценти. Јас немам планови, никогаш сум научил да сум се темпирал да станувам од сабајле и да бришам цело минато у главата, за да можам да се инспирирам. Бидејќи ако стануваш јас сум најдобар, јас сум направил ово, јас стварно како ќе гледам у перспектива, наистина сум направил, не морам ни да правам, ни пред 10 години сум можел да престанам, сум направил. Меѓутоа станувам и се ресетирам, буквално почнувам од почеток. Сакам сам себе да си се докажам, дека чекај можам, да ми биде интересна таа игра што зборевме да ја играм како од прво ниво секогаш. И тоа пробувам да го направам и се уште ме држи, се надевам дека ќе ме држи. Дур ме држи играта, ќе ја играм сигурно. Тоа е добро и за храна на душата, затоа што ние уметниците не можеме ако стагнираме, сме направиле доволно, па сега ќе одмарам. Не е тоа така, тоа внатре работи. Па да, луѓе доста, знаеш, ќе дошле, ти си направил толку, немаш демек потреба више, све си направил, и кариера, пари, викам, не, животот, парите се бројки, животот е време, значи, а минатото е сеќавање. И значи, кога ќе станеш сабајле, не можеш да живееш да се чекај да се сеќавам нешто што правил, туку сакаш денот да го поминеш како да ти е прв. И се надевам дека, мислам, не се надевам, знам дека тоа е единствено што мислам сите луѓе не движи генерално, така да во тоа и наоѓам инспирација, да работам секој ден нешто ново интересно. Ете имам и среќа што работам со млади луѓе. Мислам, од кога сум почнал како млад, секогаш сум се инспирирал со нови, со и почетници, не сум работел секогаш да мора да е познат, туку сум имал желба да направам од него нешто. Значи пробам да му го сменам текот на подобро животот и тоа исто ми е некоја, да речеме, инспирација животна која ме води. Кој ти бил до сега најлесен и најтежок соработник? Па најтешки, сите сме тешки како луѓе во моменти, да. Значи ние имаме, некад ќе заглавиме на некоја идеја, фикс идеја и мора да е тоа. И се, например, ќе дошол некој, сакам така да ми звучи песната, како таа песна, како, не знам, некој примери, да речеме. После некое време сам ќе се убеди дека усвари не одговара. Или обратно, ќе ме убеди мене дека јас сум бил тврдоглав. Не, мислам дека така да биде, меѓутоа како што викам, нели, кога ќе преспиеш, кога ќе стане сабајле, кога ќе размислиш, сепак мислам попусливоста е моја врлина што сум успеал да работам со толку луѓе, бидејќи да се адаптирам брзо. Секој си има свој дел, али некој на крај сепак мора да пресече. И сега, например, во музиката е продуцентот. Не е ни композиторот, не е ни аранжерот, он мора да пресече, он е режисерот. И сега, и да не е негово сценариото, он мора некој да пресече. Така да на крај ја морам да пресечам, немам некој избор. Да. И тоа ме направило, да речеме, со тек на време да брзо одлучувам. Значи да не размислувам многу, одам секогаш на првиот импулс.
ако првиот импулс ми е тоа, секогаш се враќам кога треба и назад, на пример на демо, ќе се вратам. Сме направиле одлично демо, на крај нешто ни фали. Песната све е добро, али нешто фали. Така да тој импулс првиот секогаш пробувам да го задржам. Што сакаш, Дарко, да слушаш кога не работиш? Во што уживаш најмногу? Музика не слушам често, бидејќи знаеш како мене музиката ми е секојдневие и пробувам уствари обратно кога не сум со музиката, односно не сум у студио, да не слушам. Да. Многу ретко слушам. Тоа можеби е тоа затоа што сум малку предозиран со музика и најверојатно барам да се тргнам малку, знаеш, или на пример кога некој мене ми инспирираат пејачи, на пример ќе ми пуштат, они ми пуштаат, претежно ја не пратам што има ново и се речеме доаѓаш ти кај мене и кажеш дај да направиме, сакам во овој стил нешто и ќе ме инспирира и пробам одма да ја канализирам таа идеја. Али тикам не слушам приватно многу баш ради тие некои причини за да можам и побрзо и да реагирам по-инспиративно, зашто ако се па преслушам, да. И знаеш тогаш веќе почнам ја да мислам не можам да измислам нели нова музика, не постои, некогаш несвесно ќе скопираш нешто слично, ќе направиш на тоа. Мислам не ни можеме да направиме, не знам, најоригинална музика, меѓутоа тој апгрейд е пробувам да го направам со не слушајќи секојдневно смисол. Слушам или кратко слушам, 1 минута, 2 песната, не ја да слушам намерно за да пробам да бидам креативен. Колку бриз да земеш. Да, баш бриз. Многу песни сум направил. Не можам, дури некогаш и заборавам дека песна сум направил. Ми се случи пред некоја година, две у Србија, одам у трговски центар, нешто таму снимав, викам ајде идеме до нешто да јадеме и иде некоја песна у мод. Иде. Добра песна е, види. Интересно, види. И гласот е интересен. Иде. Слушам тоа мојот глас. Тоа има една песна, сум правил на Даниел Джокер. Речем и ја го пеам тој дел. И они изделе ремикс направиле од песната со мојот глас. А ја викам познато, викам од кај ова тоа мојот глас, моја песна, сам ти кажам, и сум заборил дека таа песна сум ја направил. Значи толку многу сум направил, а ги заборам, па може и добро, искрено, знаеш, затоа што цел да бидам свеж, за можам да се ресетирам, така да. А постои ли некој светски хит за кој што си помислил ова ја сакам да го направам? Немам такви. Мислам дека искрено можам да направам било каква песна. Немам проблем, знаеш, кога ми пуштат нека овака можам, стварно немам проблем. Мислам до сега не сум имал проблем. Имав и светски успех со Нентори, со албанска песна која иронично стана една од највртените песни од таа година, да беше добивме, имам платиниум издание, не знам каде е тука, така платиниум, 5 пати платиниум издадовме и сакам да кажам сум направил успеси интернационални и балкански, не ме тангира нешто, не знам дека морам да направам таква или таква песна, јас само пробувам да уживам. Само тоа ми е, не ми е целта, не знам, да направам или повеќе пари или помалку или не знам поголем, туку да дојдам у студио, сакам и да речам ајде да играм второ ниво, трето, знаеш, пробувам тоа да го направам. Бидејќи ја така и сум почнал, јас сум бил као дете, сум почнал 8 оделение, сум направил фирма за компјутери. Да, ја бев 8 оделение, дете и продав игри. У тоа време во Југославија беше игрите, пиратеријата беше као добар ден, браво. Да. И имаше весници и продававме игри, не знам како да речем, и јас се снаоѓав, добив една добра идеја, гледав странски часописи. Од тогаш имав осет за бизнис. Имам и у музиката за бизнис генерално, меѓутоа во така почнав да продавам игри, тоа е интересна прилика, ми текна, викам, сите ја продаваат, тогаш да малку да скратам, се продава игри не као сега пишуваш на интернет, продавам оглас, туку мораш да даеш у некој магазин, а магазините излегува месечно. И сега ти треба да ја дадеш 15 дена пред да излезе огласот, тој после 15, значи се реализира тој оглас после 20 дена од кога, да речеме, ќе го предадеш. Јасно. И ја добив идеја, викам, ќе земам магазини кои се од Германија, од не знам надвор, кои даваат игри кои ќе излезат следниот месец. Да. Ја ги давав дека ги имам тие игри, а ја ги немав. Меѓутоа, бидејќи каснеше све месец дена,
Јако ќе одај фогласот веќе бе излезени. И Јасно. мојот оглас беше секогаш со најновите игри. Паметно. Да, и бев 8 оделение, може да замислиш, бевме низ Југославија. И на наставничката викам, извини, имам нешто работа. Кај имаш работа? Ние у куќе на цвеќето сме кај Тито да... Да. Кај имаш дете, толкао, Да, ради. бе. Ја идев у Белград, програми размина, видам у Сплит, секаде имав луѓе. Да, завршам нешто Да. кратко. И тоа ми интересира игрите. Значи, сакав да играм игри. Бевме таа генерација прво од 85-та година, Commodore 64 ZX Spectrum имаше. Игрите ни беа, тоа мене ми беше дел од животот, секојдневие, као сега што играте, замислите, тоа сум го правил, геймер сум бил во 85-та. На време. Да, и сум продавал игри и тоа го правев некој време и викам наеднаш од тоа се пребацив у музика. Значи сакам да кажам у друга игра некако отидов за да ми биде интересно. И ете тоа е, музиката ми е еден вид на геймерство, како да кажам. За човек кој што го знаат сите, кој што работи многу и на Балканот и кај нас, многу ретко те има во жолта штампа. Како е можно на секого да му се допаѓаш толку многу? Па не, мислам, види, не дам многу интервјуа, не се експонирам многу, може би и затоа, искрено. Иначе, на време, искрено, расчитлив имаше доста, имаше, да речеме, после 2000-та почна се јавува многу жолти штампи, Да. се јавија многу фейк новинари, како да кажам, што воопшто нема, не беа поврзани со работата и ја тогаш прекинав да давам интервјуа, сватив дека не можам, не ми е нивото да давам некој што сака само да направи лошо. Да. Знаеш, сакаш да најдеш мана, на секи најдеш мана. Секогаш. Секогаш ќе најдеш мана. Значи, на најдобриот глумец на Бред Пит ќе му најдеш мана. Меѓутоа, не треба така, треба да видиш добрите работи. Знаеш, направил некој видеоспот, не чини ова бил вако. Не, најди ги добрите страни, пофали го. Јас секогаш пробувам да го пофалам за да му дадам мотив, а не да го демотивирам. Точно. Јас знам дека повеќе ќе прочиташ, поинтересно му е да прочиташ, не знам, се развел со жената или не знам, се степал на улица или бил пијан. Али секогаш треба да знаеме дека ние луѓето лично се мотивираме од успеси, а не од неуспеси. Ти ако гледаш успешен продуцент, кажеш јас сакам да бидам таков, ако видиш глумец, јас сакам кој него да бидам. А ако збориме дека еве сега ти како глумец имаш вакви проблеми, ќе направам лоша слика. Сакам да кажам, заради тоа сум прекинал можеби да се експонирам многу, бидејќи навистина сум сватил дека некои луѓе не заслужувале да бидат на тоа место, може ние сме им помогнале да станат, меѓутоа тоа е тоа. Кога муабетот е искрен и од срце, пред се џентлменски, никогаш не е доволен. Затоа ќе ти предложам да одиме да смениме локација и да се напиеме на чаша добро вино. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. When I grew strong, yeah, I learned how to get Би сакал да споделам со вас неколку корисни совети што би требало да ги знае секој господин. Секогаш трудете се да имате сопствен кројач кој што ќе се грижи вашите работи да изгледаат по мерка. Негувајте грижа за вашите чевли, затоа што некои луѓе првиот поглед наместо во вашите очи го насочуваат во вашите чевли. Работете на вашата самодоверба, а тоа ќе го направите со негување на добри навики. Бидете џентлмени, слушајте добра музика. In vino veritas. Во виното е вистината, а џентлменски е секогаш да се зборува вистината, драги мои. Дарко, дали често ја говориш вистината? Под вино, да. Опиен, да. Често. Да, вистината е, нели, филозофски термин, вака како кажеш, што е вистина. Многу е филозофски термин. Затоа ти кажам, не можам да е вистина или не, никој не знае. Сите си имаме наша вистина. И тој пробувам да сум искрен. Мислам дека искреноста е тоа што го мислиш, некојаш може не е вистина, го мислиш, е нешто што може на некој друг да му помогне. А и мојата искреност, многу луѓе ја сватиле, не те сваќаат злонамерно, кој разбираат дека навистина си искрен за да му помогнеш. Значи, тоа сум научил, сум сватил дека
кога пробаш да скриеш нешто, не битно приватно, партнер, соработник, повеќе се заплеткуваш во глупости и не можеш да се отплекаш. И тоаш си викаш како не ја кажа вистината, така да сега пробувам некако да бидам најискрен што можам, некогаш и брутално искрен, меѓутоа гледам дека луѓето тоа го ценат. И јас бидејќи претпоставам дека ја навистина ценам искрени луѓе. Знаеш на што си, немаш скриени намери, бидејќи нешто многу луѓето мене лично ме повредува кога некој ти каже овака, ти каже, уствари тотално мислите му се. Да, сваќаш дека е друго. И после тој ги затвори вратите. А човек кој ти каже искрено, локшо кога ти каже, не за добро, он се уште ти се отворени врати. Секогаш мене ми е полесно да простам на човек што е искрен, на човек што не е искрен, не можеш да му простиш бидејќи секогаш мислиш, ама ти простам, џабе простам, кога позади се други мисли, така да. Тоа лага, Да. Добра компарација со вратите на вистина, кога искрено, какво и да е, барем искрено и од срце, знаеш. Мислиш ли дека е џентлменски и машки да се простува? Дефинитивно. Мислам дека простувањето е не дека сум некој верник, меѓутоа реално најтешката работа и најпаметната работа што Исус ја рекол као маж, као џентлмен е да простуваш. Да. Најчовечки. Најчовечката, најтешката, нели, тоа е најтежок момент човек да прости. Меѓутоа ако успееш да го избалансираш животот, да простуваш, полесно ќе поминуваш, сигурно. Така да таа мисла ја имам у главата да простувам и навистина сум простил на многу луѓе што и ми сгрешиле, меѓутоа после се чуде зошто, знаеш, меѓутоа реално сум сватил дека нема потреба да живеам во минатото. Ако не простиш, ќе живееш во минатото и ќе се мачиш. Зашто да се мачиш? Подобро да живееш поубаво, како да кажем, полесно. Негувањето добри навики е дел од твојот живот. Ти живееш со 3 жени дома, со сопругата и со 2 ќерки. Цело време треба да си џентлмен во вистинската смисла на зборот. Знае ли понекогаш балканското да излезе од тебе? Ние реално балканското е првите џентлмени од тука излегле, претпоставам. Сигурно не дошле од Енглеска. Сега да статиш како било земјата била од екваторот се ширела нагоре, не се ширела обратно. Нашето однесување е најчовечко како што еволуираме, така да ние со тек на време се прилагодуваме на новите текови, на новите однесувања. Ние како мажи имаме некои своји манири и сами знаеме дека некојаш не чинат и пробуваме да се коригираме. Сега не може да кажем дека и жените не се коригираат дека се совршени. Точно. Така да балансот е, знаеш, успешен брак, успешно семејство е само баланс, само попуштање, само коригирање. Цело време џентлменството уствари во нас мора да го имаме за да имаш некој успешен и нормален живот. Што мислиш во моментов музиката на балканските простори? На кое ниво е? Дали да е на подобро ниво од што беше пред 10 години или е на полошо ниво? Според мене, дефинитивно Балканот отиде многу напред, бидејќи ние бевме, не зборам за вкусови, меѓу вкусот е релативна работа. Значи, тоа е, некој рече, у моје време боле музикото, тоа е веќе вкус. Него генерално зборам, добиваат шанса луѓе кои порано не можеле да ја добијат. Имало мал простор каде може да се представиш, каде се имал талент, немал каде. Да. Сега веќе е отворен светот. Еве преска пример кој ви дал за песната со Арилена Ара, тоа може не би се случило да беше времето пред 20 години. Затоа што си требал да имаш специјални издавачи, специјални да ги бараш големите куки, тоа се случи денеска, тоа се случува многу да речеме поимпулсивно. Луѓето ако им се допаѓа нешто, не ги интересира дали е Балкан, дали е од не знам каде. Тоа се случи у сите видови уметности. Многу наши глумци веќе глумат у странски филми. Како не? Доаѓаат тука да снимаат странски филми на Балканот. Така да Балканот генерално ние само главата мислиме дека сме нешто
не знам, затворени. Не воопшто. И светот е веќе толку отворено. Јас на вистина, јас сум имал можност да и ме викале да живеам, да работам надвор. Имам и сега можност. Јас сум сватил дека нема потреба. Ние овде имаме едно од најубавите места за живење. Да. Јас, како многу други се отворија границите, ние можеме да прошетаме, да видиме дека нема никаква потреба. Ти можеш да се прошеташ, си ги одмориш очите една недела, две да смениш и кога се вратиш дома ќе сватиш море дома најубаво било. Да. Така да доаѓа време, според мене, за не доаѓа веќе е дојдено, само ние треба малку да го мозокот да сватиме дека не ни треба надвор да одиме. Тука имаме се, само треба да го развиеме. Ако тука го развиеме, можеш продукт да продаш у цел свет. Глобализмот дојде, ние сакале некеле, он веќе е тука, така да мислам дека само треба ние како општество, зборам целиот Балкан, не Македонија, бидејќи нешто викаме ние сме ваки, не сме ние, сите сме позатворени, у главата сме затворени, а реално не сме. Реално не сме. Еве јас сум македонец, имам направено за Албанија повеќе од многу албанци. Да. Цела историја направено музичка, сум победил, сум бил на Евровизија. За Србија сум направил неверојатно многу. Сум направил за Хрватска, за Босна, за Црна Гора, сум направил за Турција, сум направил и за Грција сум направил. Сакам да кажам, нема границите се релативни. Тоа не што значи тоа дека ја не сум македонец, јас сум светски човек. Тоа значи дека секој од било која земја е светски човек, само треба да го искористи тоа што му се нуди денес. Колку сметаш дека смејата и хуморот се важни за еден човек во текот на денот? Зборувам во текот на денот затоа што нели малите моменти го прават животот. Тоа е многу битно, како викаат, смеењето е пола здравје. Да. И на вистина е така, ние без веза ќе се насмееме, гледаш нешто на вака го замисли човекот бара среќа, ја бара. Тоа е доказ дека е бара среќа. Да, точно. Така е, кога ќе гледаме смеењето, што е израз на ликот, очите ти се смеат, некој вака да го покриеш со маска, гледаш дали ти се смее. Тоа сега го видовме претходна година цело време со маски покриени, гледаш дали ти се смее или не. Дали ти се и бара човекот да видиш некој да ти се насмее, да ти кивнеш и ти да кивнеш, нели како викаат. Така. Сакам да кажам икањето, нели, заразно е. Значи бараме комуникација, тоа е и смењето. Мислам дека тоа малце овој ковидот не мислам што попрво треба да ги тргнат сите рестрикции, без разлика според мене колку и да има, треба да се пазиме сите така, индивидуално, али не може да има рестрикции, ќе оболиме психички нешто што не може да се врати после. Затоа што замислете децата растат замислете на еве јас сум ајде поминал, ти си поминал некој период, меѓутоа замисли се тинејџер си на 15-16 години, ја ти кам немој да искачаш, немој да се дружиш, немој музика да слушаш, немој да искачаш. Година дена. Стрес е тоа, немој да се смееш. Како не? Немој да викаш. Да. Сакам, зашто ќе опренесеш вирусот? Да. Па ја ќе се пазам, не треба тој да се пази. Како тоа е малце и криминално вака, како го разбереме, да му го скратиш на некој животот, година дена му викаш не смееш. Цело време. И него му прошле таа година како ќе му ја вратиме? Никако. Младост. Не можеш да му ја вратиш. Никако. А тој што ти кажува забраните, тој си го проживел. И сакам да кажам малце себично тоа според мене. Себични може да се бидеме за себе. Знаеш дека ќе се разбори, знаеме дека е опасен вирусот, гледаме. Не го негирам, не е лага. Али не можам, ја не се согласам дека треба да бидам рестриктивен, тоа е себичност. Да му го скратам животот на некој млад што тој допрва треба да биде и замисли тој една година ништо не прел. Јас на негови години на 8 деление јас сум продал програми, сум шетал, сум одел. Замисли да не сум имал ја таа тие 15 години. Точно. Цела година од 15 до 16 мене ми го сменила животот. Што значи тоа? Ја може ради таа година цел живот наредните 80, 50, 60 да им бидат уништени. Во друг тек, точно. Сакам да кажам, нелогично, не е тоа, не зборам за Македонија, јас зборам, бидејќи ова е глобално, не е ова сите се копираат. Да, не зборуваме локално, точно. Не зборувам, не сакам да свати некој дека нашите мерки или не, ние додека реално да сватиме, ние сме едно најлибералните држави, тоа мене ми е добро, мислам, имам пријатели во Грција, се 6-7 месеци затворени, излегуваат со СМС.
И замислете, ти ми се жалат. Нивните, имам пријатели многу грци, нивните деца, најубавите години ги поминаат дома. Да. И како ќе порасне на мобилен пораснал. Сакам да кажам, таа смеја, таа радост, таа треба да, според мене, подитно да се отвори сето тоа, да живеат луѓето. А ние, сите други, треба да се пазиме. Ја не викам тоа, пазењето е дефинитивно, ќе си се пазиш, ќе си ставиш маска, ако треба и дома ќе носиш, ако знаеш дека децата ти излегуваат. Ако сакаш да си го имаш здравието, пример, сакам да кажем, ќе се пазиш, меѓутоа се надевам дека смејата многу брзо ќе ни се врати и апелирам до светот, иако нема да ме чуе светот, да се врати у нормала заради новите генерации, бидејќи ми уништивме една година. Неповратлива е таа година. Неповратлива, не можеш да ја вратиш. Нема назад. Нема назад. И затоа апелирам да не направиме 2 години, бидејќи 2 години се Веќе е страшно. веќе е страшно. Замисли, Да. за 2 години детето што би се направило пред година дена, за 2 години ќе има 2 години. Точно. 2 години. Тоа се многу голем период. Затоа и кажам променлив до невидени граници. Дарко, продолжи да го правиш тоа што го правиш. Бог ти дал многу, ти го пренесуваш, го канализираш супер. Се надевам дека ќе останеш ваков како што си. И па може би еден ден и ќе се роди некоја соработка помеѓу нас. Ти благодарам. Благодарам, те чекам у студио да направиме и ние заеднички нека хит. Поздрав. Останете джентълмени на својот живот и на животот на другите. Само така ќе доделите радост околу себе и на самите себе. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I did hope and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. I've learned I let and cry. I had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in the shy way. Oh no, not me. I did it my
Oh no, not me. I did it my way. Добра музика, добри книги, добри навики, позитивни чувства. Ние сме тука да ве подсетиме на тоа. Джентълмен магазин, Македонска телевизија.